Според податоците од Државниот завод за статистика, во август 2024 година, просечната месечна бруто плата по вработен изнесуваше 61.806 денари. Ова представува пораст во однос на август 2023 година со индекс од 113.2. Значителното зголемување на платите е особено присутно во секторите образование 19.3%, уметност, забава и рекреација 18.9%, како и јавна управа и одбрана, каде зголемувањето изнесува 17.3%. Споредено со претходниот месец, забележано е значително зголемување на брутоплатите во секторите уметност, забава и рекреација 5.1%, земјоделство, шумарство и рибарство 4.3%, како и во објектите за сместување и сервисните дејности со храна 3.3%. И покрај покачувањата во секторите каде претходно се исплаќала минимална плата, програмерите остануваат најплатени, со просечна плата од 1.600 евра месечно. По нив следуваат вработените во фармацијата, воздухопловството, финансиите и научното истражување, со плати околу 1000 евра. Преку одржувањето стабилен курс на денарот за време на инфлацијската криза, преземањето одлучни чекори за намалување на инфлацијата и зачувувањето на стабилноста на банкарскиот сектор, Народната банка имаше клучна улога во одржувањето на стабилноста во економијата, придонесувајќи кон попредвидливо обкружување за фирмите и поддршка и заштита на домакинствата. Ова беше посочено на состаноците кои што ги остварија гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежовска и вицегувернерката Емилија Нацевска со директорот на Меѓународниот монетарен фонд за Европа, Алфред Камер, извршниот директор Пол Хилберс, алтернативниот извршен директор, Лук Дресе, Жероен Клик кој ќе ја преземе функцијата извршен директор и Марник Сван Рај кој ќе ја преземе функцијата алтернативен извршен директор. Цело ова е во рамките на годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, кои што годинава се одржуваат во Вашингтон. Средбите беа одржани заедно со министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и нејзиниот тим, информираат од Народна банка на Република Македонија. Соодветната поставеност на монетарната политика придонесе кон намалување на инфлацијата од 19,8% во октомври 2022 година на 2,6% во септември 2024 година. Банкарскиот сектор за целиот кризен период ја задржа и ја подобри отпорноста и беше значајна потпора за фирмите и домакинствата. Државниот завод за статистика излезе во јавноста со информација за големо намалување на насадените површини со некои од традиционалните земјоделски продукти, но и за намалување на приносите на дел од традиционалните култури. Бројките говорат дека имаме намалување на засадените површини со пченица и тутун, додека има раст кај површините засадени со јачмен и домати. Сепак, кај доматите и покрај растот на насадените површини, се намалени произведените количества од оваа култура. Податоците откриваат дека во Македонија земјоделските површини засадени со пченица значително се намалиле, па од некогашните 80.980 хектари колку што биле посадени во 2013 година. Во текот на минатата 2023 година со оваа житна култура биле засеани само 69.522 хектари. Намалување имаме и кај засадените јаболка и винови лози. Имено, од 4.385.971 засадени јаболка во 2013 година. Нивниот број се намалил на 4.056.034 стебла во 2023 година. Исто така и кај грозието има намалување, па од 82.354 родни пенушки во 2013 година. Нивниот број се намалил на 78.778 стебла минатата година. Од друга страна, статистичарите утврдиле дека кај засадените површини со домати имаме раст. Па од 5.457 хектари во 2013 година, површините на кои се засадува овој зеленчук се зголемиле на 5.666 хектари. Но се забележува уште една негативна појава во македонското земјоделство. А тоа се слабите приноси по хектар. Зачудува фактот што иако имаме раст на површините што биле засадени со домати, произведените количества се намалиле. Па така, кај доматите, од некогашните 23.999 килограми добиени од 1 хектар во 2013 година, количеството спаднало на 20.541 килограм од хектар. Ирскиот регулатор за заштита на податоци денеска ја казни бизнис платформата LinkedIn со 310 милиони евра поради незаконска обработка на лични податоци на корисници во Европската унија кои ги користела за насочено рекламирање. Регулаторот, исто така, бара од LinkedIn, компанија во сопственост на Microsoft, да ја усогласи обработката на податоците со општата регулатива за заштита на податоците на Европската унија. Компанијата LinkedIn соопшти дека спорниот случај се однесува на 2018 година и додаде дека ќе се усогласи со европските правила во предвидениот рок, пренесува Bloomberg. LinkedIn, како и многу други големи технолошки компании, има свое европско седиште во Ирска, што значи дека локалните регулатори имаат задача да ги спроведуваат правилата на ЕУ.
Гигантот за пијалаци Кока-кола објави ретко и масовно повлекување на производите, повлекувајќи 28 милиони шишиња безалкохолни пијалаци од полиците во Австрија. Според извештаите, целото производство во изминатите 2 месеци е прогласено за непродажливо и мора да биде уништено. Повлекувањето влијае не само на производите што ги чуваат домакинствата, туку и на залихите во продавниците, рестораните и кафулињата. Директивата бара сите засегнати серии веднаш да се отстранат од продажба, а проверките треба да се спроведат од страна на Виенската пазарна управа и регионалните агенции низ Австрија во наредните денови. Севкупно, 13 милиони литри безалкохолни пијалоци треба да бидат фрлени, што ќе предизвика значителни нарушувања на пазарот. Повлекувањето произлегува од производствен проблем, каде што скршеното сито поминало незабележано подолг период. Како резултат на тоа, постои ризик дека ситни метални фрагменти може да ги контаминирале погодените шишиња. Компанијата одлучи да ги повлече производите од пазарот од предпазливост поради потенцијални здравствени ризици. Полската радиостаница предизвика контроверзии и протести откако ги отпушти сите новинари, а потоа ги рестартираше емитувањата со најавувачи создадени од вештачка интелигенција. Station Off, со седиште во Краков, Јужна Полска, ги отпушти новинарите пред неколку недели и оваа недела го продолжи емитувањето и соопшти дека тоа е првиот експеримент во Полска со новинари кои се виртуелни ликови создадени од вештачка интелигенција. Радиото објави дека создало 3 аватари, дизајнирани да допрат до младите со програми за култура, уметност и социјални прашања. Директорот на радиото Мартин Пулит во изјавата рече дека сакаат да добијат одговор на прашањето дали вештачката интелигенција представува повеќе можност или закана за медиумите, радиото и новинарството. Истражувачот и композитор Фредрик Гран дизајнираше и разви робот за свирење виолончело за шведскиот композитор Джейкоб Мурат. Според Reuters, ова е прва изведба на робот кој свири виолончело заедно со оркестар. Роботот свиреше со симфонискиот оркестар Малме во Јужна Шведска. За Джейкоб, чија музика се базира на глобални и повеќеслојни влијанија, овој проект не е за да покаже како технологијата теоретски би можела да ги замени музичарите, туку повеќе проучување на можностите на виолончелото кога се свири со алатка со многу различна анатомија од човечката, и за тоа како технологијата може да го надополни човечкото музицирање кога човекот и машината настапуваат рамо до рамо. Роботот ќе настапи и во САД овој декември во оваа револуционерна соработка помеѓу робот и симфониски оркестар. Индиската компанија Sarla Aviation планира револуција во воздушниот транспорт со воведување на електрични летечки такси со 7 седишта. Меѓународниот аеродром Бенгалуру, кој управува со меѓународниот аеродром Кемпеговда, неодамна се поврза со авиацијата Sarla за да лансира електрични летачки такси. Станува збор за соработка во врска со истражување на одржлива воздушна мобилност, особено електрични авиони со вертикално полетување и слетување. Компанијата чека регулаторни одобренија и се очекува да започне со работа за 3 години.